Пролетните температури во зима се период кога населението поизразено е изложено на епидемија од грип и појава на настинки. Покрај медицинскиот третман, граѓаните се повеќе посегнуваат по природни планински чаеви кои се користат за лекување. Траварите точно знаат која тревка или чајот што лекува и кои се нејзините дејства. На својата тезга на зелениот пазар оризарецот Ристо Арсов нуди планински чаеви против кашлица, против настинка, температура, разни тегоби на внатрешните органи и други заболувања. Според него, доколку редовно се пијат чаеви, луѓето речиси нема да одат на лекар, бидејќи природата има лек за се. Па тражат ги посебно тие за дишните патишта, за кашлица, бронхит, астма, нешто, така. А обично и другите чаеви ги барат, ама тие се најударни сега бар. Подбело обично го зимат, мајчина душица, ригено го зимат, кај липата, воздело. Тие се обично за дишните патишта. Првичните знаења за лековитите својства на чаевите Арсов ги истекнал од родителите и повозрастните луѓе, кои живееле во планина, а во последно време користи стручна литература и го надоградува своето знаење во областа на траварството. Нашата околина ги има сите и тоа во добра состојба. Ја мислам дека еколошки се меѓу поздравите чаеви, не е загадено, посебно нагоре дека одеме ние планинскиот дел. И така, луѓето мислам дека се задоволни. До сега немам така проблеми околу нешто контрреакција. Купуват, барат, па мислам дека не се ни скапи, по 30 динара за чаевите тука. Сите се по 30, обично ја имам обичај да ги напишам и упасото за што се употребува и како се припрема. Затоа на луѓето и попримамливо и одма знаат како да го потребат. Покрај предностите како природни лекови, чаевите потекнуваат од гарантирана чиста средина и притоа се неспоредливо поевтини од лекарствата во аптеките.